Јас на линија, на Zoom линија би требал да го имам професор Дејан Трајковски, човекот кој што некако во изминатите, речиси 2 години, го промовиравме и тој самиот се разбира се промовира како еден од главните, да кажем, објаснувачи на статистиките врзани за оваа несреќа која што се вика COVID, бидејќи ги следи Дејан инаку професор на универзитетот во Битола, Климент Охридски ги следи перманентно, дневно сите овие движења и дава секојаш многу добри анализи. Господин професор Трајковски, добро утро. Добро утро, поздрав од Битола. Како е денеска во Битола? Снег да не ви падна ноќва? Не, денеска е прекрасен ден, прогнозите кажуваат затоплување. Епа, затоплување до недела додека се гласа, после снегот доаѓа од понеделник, па некој мисли следниот градоначалник. Професоре, ајде малку еден вовед. Како се движи статистиката, што се вашите проценки за изминативе неколку недели, последнава недела и така натаму? Бидејќи морам да ви кажам дека мојот впечаток е дека сме окружени на Балканот, да не кажем за Европа, со голем тренд на засилување на заразата, на зголемување на бројките. Некои од нашите соседни земји, Србија особено, но и други, се веќе дојдени во критична фаза на оптоварувањето на здравствениот систем, болниците им се преполни. А кај нас, како да тој бран или помина порано, или се уште не е дојден? Што се вашите проценки? Ние како да имавме среќа во целата несреќа што Делта сојот кај нас пристигна порано, уште во текот на август и септември, па благодарение на нашата политика на неконтролирано оставање на епидемијата да се шири, претходниот летен бран во голема мерка го амортизира есенскиот, односно зимскиот бран. Добар дел од државата, северозападна Македонија, веќе во голема мерка има прележано. Се чини дека во Гостивар веќе бранот на Делта сојот е веќе и завршен. Инаку, периодот на намалување на дневните бројки се чини дека веќе завршил, минимумот беше достигнат некаде околу 8-9 октомври, од кога бројките полека но сигурно започнаа да одат нагоре. Имаме и неколку табели. Сакате ли да прикажеме првата па да ја коментираме, бидејќи мислам дека е во тој контекст? Да, ве молам првиот. Ајде, дајте еве режија првата табела. Да. Повелете, професоре. Дали го гледаме? Да, ја гледаме првата табела со онаа црвена крива која што има еден голем пик па се намалува. Портокаловата крива на првиот диаграм ја прикажува 7-дневната подвижна средина. Се забележува дека таа достигна минимум околу 8-9 октомври, од кога почна полека но сигурно да расте. Исто така зелената крива која ги покажува неделните врвови на броевите на случаите е во постепен пораст, не толку силен како во досегашните бранови. Меѓутоа, забележуваме дека последните 2 дена дојде до некој необјаснив пад на дневниот број на случаи, односно ефективниот репродукцијски број започна да се намалува. Можеме сега да ја видиме втората слика. Само да ве прашам, мислите дека е тоа некаква привремена аномалија 2-3 дена или можеби најавува некаков друг тренд? Не верувам дека ќе започне нов тренд, затоа што есента е пред нас. Имаме и предстојно олабавување на мерките во диско клубовите, ноќните клубови и баровите, што секако ќе има негативно влијание на преносливоста на вирусот и растот на броевите. Следната табела веќе ја гледаме. Да, на вториот диаграм ќе видиме како се менувал ефективниот репродукцијски број. Значи, како што се гледа, имавме максимум на преносливоста некаде пред 2 недели, односно календарски тоа се поклопува со првиот круг на локалните избори. По поминувањето на тој врв, еве последниве 10 дена преносливоста постепено се намалува, па навидум изгледа како да се враќаме во режим на така наречен стабилен раст на броевите. Меѓутоа не би избрзувал со заклучок дека ситуацијата се стабилизира. Можно овие 2 дена да упатуваат погрешен сигнал, пред се поради многу намалениот број на тестирање. Можеме да го погледнеме третиот диаграм. Да, еве, од режија сега ќе го прикажа ти третиот диаграм, а на него предпоставувам дека ќе ги видиме, еве, повелете третиот диаграм се гледа,
На третиот диаграм е прикажана стапката на позитивни тестови во Македонија и токму таа ни дава еден друг сигнал на тревога. Гледаме дека стапката на позитивни тестови не се намалува ни последните 2 дена. Напротив, вчера имавме стапка на позитивни тестови од 16%, само 2% поени под августовскиот врв. Имавме мал број на новодиагностицирани, пред се благодарение на екстремно нискиот број на тестирања, се нас околу 2400, затоа добивме и многу мал број на случаи. При еден повисок, понормален број на тестирања во денот, веројатно би виделе повторно броеви над 500. Затоа да почекаме уште неколку дена да се стабилизира бројот на тестирањата, па најверојатно ќе видиме продолжување на горниот тренд, меѓутоа не толку силен како во претходните бранови, ни оддалеку не толку силен. Предлагам да одиме и на за проекциите. Да го прокоментираме и последниот графикон, бидејќи мислам дека има и четврт графикон, ако не е тешко од така од режија, еве ќе го прикажете. Него приближно изменени ефективности на вакцините во Македонија. Ефектноста на вакцините. Да, ефективност. Ефективноста на вакцините всушност го прикажува намалувањето на ризикот од пренос на заразата од една страна, тоа е така наречената ефективност против заразување, протоколовата линија на диаграмот, и од друга страна ефективност против смртен исход. Таа го покажува намалувањето на ризикот од смртен исход кај вакцинираните во однос на невакцинираните. За разлика од ефективноста на вакцините против заразување, која бележи постојан пад, како што изминува времето, поради намалување на титарот на антителата кај вакцинираните, и која моментално изнесува само 20%, ефективноста на вакцините против смртен исход нема таков тренд на намалување. Односно има, но е незначителен. За последните 2 месеци таа стапка се намалила само за околу 5% поени. Така да минатата недела имавме неверојатно висока ефективност, околу 91%. Чекајте сега тоа да го појасниме. Дека вакцинираните имаат шанса да се заразат и таа шанса се повеќе расте како што им е вакциналниот ден постар, но од друга страна се уште е многу висока заштитата од смртен исход доколку и се заразите. Така е. Доколку ние имавме многу висок опфат со вакцинација на ниво на западноевропските земји, преку 70 или 80%, заразувањето, односно бројот на нови случаи ќе беше сосема ирелевантен, бидејќи немаше да имаме смртни случаи. Например, во Данска забележуваме дека моментално дневниот морталитет изнесува одвај 0,3 починати на милион жители. Во Велика Британија е околу 3, а кај нас на врвот во август имавме околу 12, сега моментално имаме околу 7. Тоа значи дека опфатот ни е се уште далеко од посакуваниот. Доколку имавме висок опфат, најмалку 70 или 80%, тогаш воопшто не моравме да се грижиме околу Професоре, овдека вчера беше професорот Никола Пановски со кого што имено дебатиравме околу тоа, бидејќи неговата теза е дека тој се сомнева дека всушност во Македонија голем дел од младите, голема популација од оваа млада популација која и најмногу пренесува заразата, се веќе, како да кажам, имунизирани, бидејќи се заразиле со вирусот многу месеци порано. Може би тоа ги објаснува компарирано релативно скромниот, бидејќи кај нас е отприлике 40% од вакцинација полна населението, но цифрите не го одразуваат тој помал процент на вакцинираност. Дали вие наоѓате некаква статистичка оправдување во тоа? Да, навистина изгледа изненадувачки. При толку низок, односно занемарлив процент на вакцинираност кај младата популација, се уште немаме масовно ширење на вирусот во таа возрастна група. Меѓутоа ни предстои отворање на ноќните клубови, дискоклубовите и баровите, што секако ќе има негативно влијание. Ајде да само уште овој графикон да го прокоментираме, тоа е за стапката на хоспитализираност, бидејќи една од главните теми за ковидот е притисокот врз болничкиот систем. Какви се статистиките во таа смисла? На тој диаграм најдобро се гледа, односно на самиот диаграм не се гледа, меѓутоа вредностите кажуваат дека
стапката на хоспитализираност моментално е само околу 8%, што е намалување за околу 1/4 во однос на времето пред вакцините. Тогаш имавме стапка на хоспитализираност од 10 до 11%. Именно толка беше процентот на лицата кои завршуваа на болничко лекување од сите активни случаи. Тука именно се гледа и најголемото позитивно влијание на вакцините. Значи, вакцините пред се ја намалуваат смртноста на тој начин што спречуваат влез во болниците. Значи, болниците во најголем дел се сепак за сега резервирани за невакцинираните. Меѓутоа, за жал, стапката на смртност кај нас е веројатно една од најнеповолните статистички стапки, споредено и на европско и на глобално ниво. Да, морталитетот во Македонија пред се мерен како одвишен морталитет или одвишна смртност, моментално е прв на светот. Значи, ние имаме повеќе дури од Перу, имаме преку 6000 починати на милион, ако сметаме со вишокот на починати во однос на очекуваниот број на починати пред пандемијата. Значи, тоа е број на починати кои го добиваме од извештаите на Државниот завод за статистика, за разлика од бројот на починати потврдени со лабораториски PCR тестирање. Ние навистина сме светски рекордер и ова пандемија, ова справување на епидемијата е целосен пораз, може слободно да се каже, во досегашниот тек. Инаку практично ние немаме репер, немаме со кого повеќе да се споредуваме, да кажеме при која смртност би престанала епидемијата. Во Перу престана при околу 6000 починати на милион жители кумулативно, но ние веќе го надминавме и тој број, а сепак се уште не се назира крајот на епидемијата. Инаку, паралелно со морталитетот, уште еден важен податок има, тоа е леталитетот, стапката на леталитет, кој можеме да го видиме во табелата на петтата слика. Стапката на леталитет забележуваме дека од доаѓањето на делта сојот постојано расте и е повисока отколку пред август месец. Ако до тогаш имавме просечна стапка на леталитет 3,5, сега имаме 3,85 од сите диагностицирани. Меѓутоа, има еден друг показател кој е особено алармантен, а тоа е стапката на болнички леталитет. За време на делта сојот таа се издигна до неверојатни 61,5%, односно 61% од лицата кои влегле во болниците починале од август наваму. Значи, од 2222 хоспитализирани, заклучно со минатиот петок, починале 1367 од делта сојот. Додека за британскиот сој таа стапка беше околу 43%, а за оригиналниот дивиот или вухански сој излесуваше околу 30%, што е многу повеќе од светските норми. Например, во Америка стапката на болнички леталитет е се на околу 10%. Професоре Трајковски, јас ви благодарам. Невесела е оваа статистика, се разбира, потрошивме 15 на минути да ги објасниме најновите трендови. Не застануваме тука, бидејќи и пандемијата нема да застане тука, така што претпоставам дека наскоро, можеби за 10 на дена, повторно ќе се обидеме да ни протолкувате како се движат статистиките. За крај само, бидејќи избегнувате да правите проценки, тоа е во ред, мислам, и прогнози и така натаму, само да ве прашам сепак каква е барем ситуацијата во Битола? Ви се чини ли дека таму во смисла на пандемијата некои од трендовите се смирени? Напротив, во Битола последни 2 денови започнува да растат броевите. Подолг период кај нас имавме рамен тренд, приближно константни дневни броеви од околу 13 новозаболени, меѓутоа вчера имавме 24 случаи, најголем број уште од врвот во август. Во Битола имавме многу висок опфат со вакцинација и најверојатно ние се држиме добро благодарение на заштитата од вакцините. Меѓутоа, како што ќе изминува времето, така ќе опаѓа заштитата од вакцините и најверојатно ќе започнат да растат броевите. Не очекувам експлозивен раст на броевите, најверојатно тоа ќе биде постепен раст или приближно константни дневни бројки во текот на целата есен, можеби и зима. Да. Најверојатно тоа ќе биде сценарио и за остатокот на државата. Може да времето на големи пикови, на големи избогнувања да е веќе поминато. Имено сметам дека со овој есенски, односно зимски врв ќе заврши времето на тие големи бранови. Во иднина ќе имаме најверојатно обично сезонска
обично сезонско заразување со Така е. Под услов со помал број на смртни случаи. под услов редовно да се вакцинираме. Професор Тајковски, ви благодарам уште еднаш. Сите беа вакцинирани, сите преснати ќе беа многу. Па да, знам, ама од една страна и државата инсистира на тоа, а го спроведува со задоцнување, го спроведуваше, а денеска се уште имате луѓе кои не веруваат во вакцините. И сега тоа е една трка практично во слепа улица, бидејќи еве ги бројките ги гледаме и тие се статистички многу јасен показател. Вакцините помагаат, аман луѓе вакцинирајте се. Сега тоа е тоа. Кој сака на крајот од краиштата, сака, кој не, ќе мора веројатно да си го ограничи некако својот социјален живот на начин да не ги загрозува другите. Професор Тајковски, ви благодарам и во оваа прилика. Се слушаме еве за 10 дена за да видиме како одат понатаму трендовите. А ние Благодарам и вам за интересирањето. Благодарам како и секогаш, одлично.